сака да си чуе песна нова, песна стара, ке ја најде за секунда на ова фреквенција, ако ја бара. Од Нијагара до Сахара, бире радио што ти одговара. Од Лоара до Вардара, тоа може не само наше радио, радио Бубамара. Сега доаѓа оној проклет дел кој никој од нас не го сака. Кај Игор, тука се умрените. Ова ќе биде можеби една од најтажните бубамари. Ни замина премногу драги, блиски колеги, креативци, уметници, спортисти, пријатели на бубамара. Ајде да ги видиме. Тоше Поп Симонов. Мултиталентиран човек, генијалец. Драган Б.С. Костич, авторот на легендарниот диско селектор преку 1000 пати, најдобриот познавач на историјата на модерната музика. Васил Рингов, големото струмичко срце кој животот му го даде на Скопски Вардар. Еден од последните скопски бонвивани, боеми и поети Тихомир Јанчовски. Нашата оперска дива Милка Евтимова. Мојата колешка актерка и моја професорка по мечување Сонја Каранджуловска. Еден од моите најблиски колеги за време на златните години на драмскиот театар Лазе Марасковски. Златното дете на танец Симеон Чулев. Човекот што створи неколку генерации врвни ракометарки и ракометари Илија Темелковски. Една од моите омилени актерки со која имав таа чест и среќа да играм, тетка Ленче Делова. Најголемата љубов на нашиот Зафир Хаджиманов, Сенка Велетанлич. Било е то у некој земји селјака на брдовитом Балкану. Умрла е мученичком смрќу чета ѓака у едном дану. Исте со године сви били роđени, исто со им текли школски дани, на исте свечаности заедно су воđени, од истих болести сви пелцовани и сви умрли у истом дану. Ова се стихови на легендарната поетеса Десанка Максимовиќ, напишани за веројатно најголемиот масакр на Балканот во Втората светска војна, кога германскиот фашистички окупатор стрелал недолжни 7000 граѓани во градот Крагуевац, меѓу кои и многу деца земени од час. 21. октомври 1941. 16. март 2025 година, 2 часот и 35 минути. Најсмртоносниот пожар во историјата на Македонија. 64 жртви, над 200 тешко повредени, некои со трајни последици. И бол, и бес. Кој ги уби децата од Кочани?
Фашисти, како што ги убија децата во Ваташа и во Крагуевац. Не. Ги убија наши неодговорни луѓе. Луѓе, не луѓе. Тоа е новиот фашизам, луѓе. Новиот фашизам нахранет со алчност, корупција и незнаење. Новиот фашизам, новиот лик на светот, кој никому не му се допаѓа. Пред 3 години на оваа иста сцена рецитирав стихови од антифашистичкиот брат на Деснака Максимовиќ, нашиот легендарен поет Славко Јаневски. Се сеќавате в Тиквешко негде, в некое село, кај Вслана, Тивко венеше цвете, убија дете. Кому му ги рецитирав овие стихови? Ја научи ли некој поезијата? Се слушаме ли, луѓе? Кому му пречеа тие деца? Тие деца не пречеа никому, само се жртви на еден голем хаос. На еден голем хаос кој зацрни цел еден град. Еден голем хаос кој верувам никогаш нема да го заборавим и секогаш ќе ни стои како една шлаканица која ќе не боли вечно. Инаку, во Крагуевац постои споменик на наставникот кој со гради застанал да ги заштити своите ученици и го изговорил она историско: пукајте, јас и сега држам час. Па добро бе, мајко, нема ли да се најде во оваа Македонија еден таков јунак да застане и да ги одбрани овие наши деца? Има ли таков јунак? Слава им на ангелите. Слава и на нашите ангели, нека чекорат по облаците уште поубаво отколку на земјата. Небото ги заслужува повеќе од нас. Почивајте во мир, другари, почивајте во мир, уметници, почивајте во мир, деца наши. Да се подсетиме на сите. Сара Пројковска повеќе од 10 години ни го чуваше грбот на секоја бубамара. Никогаш нема да ја заборавам нејзината насмевка. Андреј се врати внатре во дискотеката на смртта да спасува деца, но цијанидот го задржа. Панчо почина откако ја дозна тажната вест за трагедијата. Игор Велков Жути недостасува овде, тонецот на бубамара. Александар Коларов, велат човек што ширел добрина и се борел за неа.
Георги Георгиев, насмеаното дете од Струмица. Мартин Атанасовски Буцо, битбоксерот, кој беше дел од ДНК. Фотографот Александар Ефремов, кој ги следеше ДНК на сите нивни настапи и снимање на спотови. И Филип Стевановски, музичар, шефот на бендот Срце човек. Слава им! Инаку оваа година се навршуваат 50 години од смртта на најпознатото македонско грло, песнопоецот Чичко Никола Бадев. Ве молам, станете сите. На крајот на Втората светска војна, Чичко Никола Бадев ја пееше Абре Македонче, ја пееше за сите тие кои одлучиле да ја одбранат својата земја од фашистичкиот окупатор. Ја пееше и Александар Сариевски, и Кирил Манчевски, и Васка Илиева, Лепи сол. Ајде да се подсетиме на таа антологиска верзија Никола Бадев и Александар Сариевски и вие ја пееме Абре Македонче. Може. Vodi, vodi me i oslobodi me, se durovane vremene pomine. Vodi, vodi me i oslobodi me od lancive što hrabrost mi zarobile. Mora da se prekine su podobi, dođe vremena promeni, samo složne brake kradat kuki golemi. Dal na komšija ti dete bi mu doveril, ma u isti vle ste rodeni. Ja sam roden da pidam golem,
100 пати да паднам за да стигнам горе. Море, нели имавме исти соништа. Клупата таја за мене ме со удобна столица. Улицата ни беше школа, два прста увис ми и течер. Боле ми одвади до мало, the big picture. Hey, да содамна ми е јасно зашто го апсат нашиот Пикасо. Извини, но сомно да ти го врзат со лисици, мали биди худини, најди начини и скини ги. Ја не сум талентиран, ја сум обсена. Едино така луѓе стигаме до победа. Води, води ме и ослободи ме. Се дуроване време не помине. А води, води ме и ослободи ме од ланциве што храброст ми зароби ме. Може да е воз, светлото на крај тунелот или сонце после дожд. Сладко ко вино жито, како кажал Бог, така ни е судено. На секој има моќ да се следи преко ноќ. Чекай да ти кажам нешто, еј, ти гарантирам ја. Има да помагам, има да инспирирам ја. Денов не е мој, но моја е годината. Имам волја за волја на вистината. Води, води ме и ослободи ме. Се дуроване време не помине. А води, води ме и ослободи ме од ланциве што храброст ми зароби ме. Води, води ме и ослободи ме. Се дуроване време не помине. И ослободи ме од ланциве што храброст ми зароби ме. Благодариме, Македонија! Сега пеете сите! Води, води! Не време не помине. Не ме слушам! Станете сите на нозе! Вие напред, станете, станете нозе! А води, води ме и ослободи ме. Се дуроване време не помине. Води ме и ослободи ме од ланциве што храброст ми зароби ме. Ве сакаме! Почитувани дами и господа, Секоја чест, браво! хит на годината водиме И пеачка на годината Калиопи! Славка Редојано нака за друштво само. Ова е награда пред сена Сладкар, ќе ми дозволиш кратка ќе бидам. Тој гостуваше на мојот албум пред 2 години, кога изведовме заедно Казна на Ромео Грил и уште тогаш Марко рече: Калиопи, кога ќе го работам в својот албум, ќе ми гостуваш ти на мојот албум. Јас реков секако со голема љубов и задоволство, бидејќи Марче е навистина нешто посебно што го имаме. И она е навистина, уште од самиот почеток, те сакам и го сакам она што го работиш. Водиме химна на новите генерации и на сите нас, кои што вистински знаеме што е слобода на умот и слобода на душата. Голем поздрав! Морам се ова. Голем поздрав за најдобрата на сите времења, уште еден аплауз. Опа! 95 ке ме сгазат. Ова со пеачка беше онака, значи, ова награда што мислам ја дека она треба да ја земе, тоа е најдобра уметница на сите времења.
Затоа не си у организација и не ги даваш ти наградите. Како бе не сум бе? Па зошто ме дуј? Па ја мислев дека сум. Луѓе мои, фала ви за оваа награда. Мојот начин на комуникација е самата музика, така да спремам нов албум и затоа нема да должам многу. Слушајте ми го новиот албум на Spotify, тамо има поише вакво. И сакам целата јавност да ја поканам на 2 август за Илинден во Охрид на стадион. Сакам да ве поканам сите убави луѓе, сите желни луѓе за македонска музика. На 2 август да дојдеме и заедно да прославиме и да Пееме, вајда. Ма не да пееме, бре. Ја не пеам, дечко. Пееш, Јас се зезам. И тоа зезање ми го прави животот да ми е многу подобар, многу посмирен, многу поточен. И на крај крајева можам да го кажам тоа што го мислам без да се сецнам. Фала ти, Дамир, за оваа ритмика. И сакам исто да кажам дека како што ветив минатата Бубамара, се гледаме на истово место на 17 октомври. Прагма продукција подготвува голем солистички концерт на Калиопи. Ви благодарам! Фала, дечки, ве сакаме многу. Микрофонот носи го натаму. И ние вас. Ајде, ако си ги изрекламиравте концертите, чао! Кои легенди, луѓе, кои легенди. Каква чест имаме Тино, јас и ти да бидеме овде меѓу легенди. Сладкар вика само убави луѓе. Премиерот прв нацртан на концерт. Сакам да дадете еден посебен аплауз за девојките од модното студио Црнокрак, ве молам. Тие се со нас цела вечер и ја разубавуваат оваа сцена. Моје радио Бубамара. А сега, меѓу овие легенди, треба да најавам уште една легенда. Ќе пробам во спортски манир да ја прочитам следната најава. Тргна од Струмица, преку Партизан, Олимпија, Барселона, Рим, Болоња, Сиена, Басконија, Анадолу е... Брзо да не е, Тинчо. Тамане. Добро. И ја освои Европа. Има титули од Словенија, Шпанија, Италија, ама цел свет го памти по тројката што им ја брцна на литванците среде ка у нас. Леле, што направивме? Уште еден символ за најголемиот успех на една македонска репрезентација на големите надпреварувања. Дами и господа, златна Бубамара за спортската легенда Владо Илиевски! На таа рака ја ќе предадам награда. Со која пуцаш? Не пуцаш, со лева пуцаш? У лева. Ајде, нека фати малце. Опа! Ништо. Поздрав до сите присутни во салава. Чувствувам големо задоволство и чест што ја добив оваа награда за спортска легенда. Голема благодарност до Ранко и луѓе од Бубамара што одлучија дека на ваков начин сум дал придонес за спортот во нашава држава. Би се вратил малку на своето детство во Струмица и би ви раскажал една анекдота која што малкумина ја знаат, но е во контекст со наградава што ја примам вечера. На околу 10 годишна возраст во основното школа во Струмица добивме задача, писмена задача, слободен состав на тема што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш голем. Јас го напишав тоа што го сонував скоро секоја вечер. Да бидам успешен спортист, да освојувам медали и трофеи и да бидам репрезентативец на нашата држава.
И секако да ја направам горда мојата фамилија, моите пријатели и мојата држава. Еве сега вечерва стојам пред сите вас и сум пример како со ништата, ако длабоко веруваш во нив и вредно работиш, стануваат стварност. Оваа награда им ја посветувам на двајца струмичани. Мојот покоен татко Илија и нашиот покоен председател на државата Борис Трајковски. Кои беа мој голем пример како во животот да бидеш добар човек, како да ги почитуваш сите луѓе и како да си ја сакаш татковината. Уште еднаш голема благодарност до сите вас за огромната поддршка до цела држава која што имавме од вас и се надевам дека на кошаркарскиот терен ве направивме горди сите. Благодарам од срце. Тино, ти што си замислуваш? Еве сме. Си замислуваш нешто, си пишуваш Ја нешто? мислев Тодор Гечевски ќе доја, ама нема врска. Од Лисиче, извинете. Океј, одиме понатаму, а сега би сакале да поканиме една прекрасна девојка да ја додели следната награда. На сцена ја повикуваме Кристина Димитри да ги додели следните награди. Драга публико, ценети гости, драга публико, како представник и бренд лице на Државна лотарија, чест ми е да ја доделам наградата за фолк концерт на годината, а таа оди во рацете на најдобриот Владко Миладиновски. Благодарам од се срце. Благодарам на сите вас, од моје име и од име на мојот брат Златко Миладиновски. Благодарам на Бубамара за вниманието и за оваа прекрасна награда. Благодарам на организаторите на нашиот концерт, на сите колеги кои што беа гости на истиот и не поддржаа, музичари, соработници и се разбира на нашите семејства. Многу ми е драго што скршивме мраз и добивме на Бубамара нова категорија. Инаку ќе требаше да чекам како круме господинот 40 години за доживотно дело да добијам. Добро е што и поскупно ги доделуваат, така да ќе ја добие секако. Како и да е, драги луѓе, мора да си признаеме дека единствено македонската народна музика е автохтона од сите нас, единствено само таа и затоа треба да си ја цениме, чуваме и почитуваме. Ви благодарам да сте живи и здрави. Велат не нема. Мени вечни векови во убав еге беломорски, овде на свети наши корени, од исти мајки тука родени. Велат не нема, ама
pesni gordo peme. Vo solun drama kavala, vo kukuž voden lična grevena, gore na vičo gramos herojski se igra i peje pakmake. Ajde zajedno! Vela somerak sred solun oro igrame. Ajde! Makedonski pesni gordo pem. Ajde! Može Rase? Dokaz meni je odpred Isusa na svoja zemlja makedonska. Dokaz me toka ostanuvame i ime sveto ne menuvame. Velat ne nema, ama je vesme, somerak sred solun oro igrame. Velat ne nema, ama je vesme, makedonski pesni gordo peme. Makedonski pesni gordo peme. Velat ne nema, somerak sred solun oro igrame. Ajde! Makedonski pesni gordo peme. Sve gore će peme.